Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам една топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од управата на македонската заедница овде во Ньюкастел дека црквата Света Богородица заедно со свещеникот Пецо Петровски ќе биде отворена секој понеделник, вторник и четврток од 8:30 до 10:30 сатот на сабајле во склоп на сите други празници. Слободно може да го посетите храмот, запалите свеќа за здравје. Свещеникот Пецо Петровски ќе биде присутен во секое време и можете да го прашате за било кои православни верски обичаи за правилно однесување и почитување на нашата црква. Управата на пензионерското друштво Гоце Делчев од Ньюкастел во нашиот македонски културен центар организираат ручек и тоа во сабота на 2 ноември со почеток во 10 сатот сабајлето. За овој убав ручек поканете се две друштва од Сидне, пензионерски друштва. Едното е Методија Антонов Ченто од Кабрамата и другото Јордан Пиперката од Фејафилд. Цената за овој ручек е $20 по лице со богат ручек. За карти јавете се кај Јове Новачевски на 0424 373 893. Кај Коле Стојчевски на 0414 501 831. Кај Живко Мицевски на 0413 310 268. Како што знаете, во нашиот македонски културен центар овде во Ньюкастел имаме разноврстни јадења од наши кувари секој петок од 6:30 сатот на вечер. За резервација јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 или на Facebook видете за сето тоа. Соопштение за сите родители на деца од 5 години постари кои може да ги запишат вашите деца во нашиот македонски културен центар за изучување на македонскиот јазик, култура и традиција. И тоа секој петок во 4:30 сатот после пладне. Имаме доста дечина, имаме и наставници за секоја возраст, кој сака да научи да пишува и чита македонски. Значи сите сте добро дојдени без разлика на годините и возраста. Исто така може да ги регистрирате вашите дечина за идната година, за да можеме да одобриме паричен фонд од државата. Исто така да најавиме дека
може да ги носите вашите дечиња од 5 години постари за тренирање во нашата игрорна група Стив Наумов под раководство на хореографот Добре Колевски, и тоа секој петок од 6 до 8 сатот навечер. Како што знаете, сите нашиот македонски културен центар овде во Њукастел ви стои на располагање за сите ваши потреби, како за свадби, свашувачки, крштевки и родендени. За тоа може да се јавите кај Саше Стојчевски на 0408 4901 48, кај Ристо Веловски на 0414 296910. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49 684649, а полните да ги донесите кај Борис во сабота на 16 и недела на 17 ноември. Да проследиме нешто и од најновите вести од Македонија. Мицковски: посакувам да добие безусловен датум за преговори во Европската Унија. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски вечерва во интервју за телевизија 24 изјави дека искрено посакува државата да добие датум за отпочнување на преговори со Европската Унија. Рече дека како партија ќе работат кај сестринските партии на вистина тоа да се случи и државата да добие безусловен датум. Доколку датумот биде условен, тогаш, како што рече, тоа ќе значи пораз и уште една голема лага на владата на СДСМ. Искрено посакувам Македонија да добие датум за преговори и конечно да можеме да отпочнеме пат кон конечната цел, а тоа е Македонија да биде земја членка на Европската Унија. Како политичка партија работевме во име на таа цел и посакувам датумот да биде чист. Од она што го добивам од круговите во Брисел, кои испорачуваат информации кај нас во нашата политичка партија, ќе постои можеби определена одлука која до последен момент нема да биде јасна. Дали воопшто ќе има датум, дали ќе има датум и дали тој ќе биде условен како што ниту еден аспирант досега го имал, рече Мицковски. За преговорите за законот на јавно обвинителство рече дека засега нема официјални средби на работните групи и оти комуникацијата се одвива на ниво на документи. Не ја исклучи можноста да се најде до решение до 15 октомври. Апсолутно ние работиме на тоа. Немаме официјални средби. Работиме на ниво на документи кои од едната и другата страна се разменуваат како предлози, рече Мицковски. Тој додаде дека не гледа интерес кај владата да се реши ова прашање и смета дека насила предметите што биле во надлежност на СЈО се префрлени во државното јавно обвинителство, а јавниот обвинител им доделил обвластување на обвинителите да ги застапуваат предметите пред тие да засноват работен однос. Тој рече дека како партија од почетокот немале дилема дека предметите од 30 јуни отпочнале согласно мандатот на специјалното јавно обвинителство треба да продолжат, но оти тие треба на законски начин да им се предадат на државниот јавен обвинител. До овој момент рече дека не е повикан од обвинителката за случајот рекет за записниците кои ги репрезентирал на пресконференцијата, а во кои, како што вели, се променуваат имињата на високи функционери кои се на власт. Записниците, како што изјави, биле оставени во дворот на седиштето на партијата. Тој рече дека за нив опција се избори се март или октомври, сепак, како што додаде да се причека 17 октомври дали државата ќе добие датум за преговори, а потоа да се распишат избори и да се оди со техничката влада. Софија бара Скопје да се откаже од малцинството во Бугарија. Поддршката на Бугарија за влезот во нашата држава во Европската Унија никогаш не била безусловна, вели министерката за надворешни работи Екатерина Захариева. Конкретните услови веќе влегле во Бугарското собрание. Во предлог документот на Бугарското собрание Софија го повикува Скопје да ги спроведува ефикасно без одлагање и со добра волја договорот за пријателство, добрососедство и потпишан пред 2 години од премиерите на двете земји. Бугарија бара целосно спроведување на договореното во експертските комисии од двете држави и да бидат вклучени во училишните програми во најкус можен рок.
Исто така во предлог текстот се посочува дека Бугарија се залага за прифаќање на историската вистина за заедничка историја што ја споделуваат двете држави и народи и да прекине секаква форма на говор на омраза кон граѓаните на двете земји и во медиумите и на спомениците. Екатерина Захариева, министер за надворешни работи на Бугарија, тоа го спомна. Бугарија дава зелено светло и на Албанија на патот кон Европската унија во текот со нашата земја, но ја условува и официјалната Тирана да гарантира почитување на бугарското малцинство и спроведување на попис согледно европските стандарди. Милошевски, изјавата на Хан е најдобар дипломатски политички демант на изјавата дадена од премиерот Заев за безусловен датум за преговори. Во вечерашната емисија на TV24 гостуваше пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Антонија Милошевски, кој кажа дека изјавата на Хан е најдобар политички демант за изјавата на премиерот Заев дека Македонија може да прославува за безусловен датум за преговори. Морам да констатирам дека изјавата на Хан е најдобар дипломатски политички демант на изјавата дадена од премиерот Зоран Заев во јуни 2018 година, кога се сликаше во авион со колегите на Мухамед Бујар Османи, Никола Димитров и Кочо Ангушев, изјавувајќи дека што туку ја добивме радосната вест, Македонија може да прославува, добивме историска одлука, безусловен датум за преговори во јуни 2019 година. Милошевски истакна дека очигледно е дека датумот го нема и тоа потврдува дека или премиерот Заев лажел, дека сме добиле датум за преговори, а тоа не се случило, или Хан лаже дека не добивме датум, но некаде е сокријан и се очекува. Понатаму Милошевски истакна дека она што тој го знаел од контактите со дипломати е дека во следните денови, 8 или 9 април, министерот за надворешни работи ќе патува за Берлин, токму за да ја рачисти таа дилема дали Македонија ќе добие датум за преговори после ова изјава на Хан, која што според Милошевски е примена со негативно изненадување од некои кругови на владата што очекувале безусловен датум за преговори. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната "Ќерка ни се роди" на нашите многу сакани и поштовани ќерка Риз, со Джеси Берет му ја честитаме на вородената ќерка Хајли Райс. Исто на мала ти посакуваме добро здравје, убава стреќа и весело војна со сите блиски. Овие се убави желби посакани од се срце од дедо Давид, баба Роза, Вујче Мичол и Вујна Елајс. Bujrum kume moji rodeni
Ajde kume ime kaži, a ti oče blagoslovi. Da ne smije crkva u ime, crkva naša pravoslavna. Ajde kume ime kaži, a ti oče blagoslovi. Majko moja spremaj tačkite, brgu kaj nas ti da kinisaš, so nas radosti da spodeliš, bakva radost da se pameti. Bujrum kume moji rodnini, spremaj ime za ćerkata. Site nije da nas zdravi vek, za naše čedo da čestita. Majko moja spremaj tačkite, brgu kaj nas ti da kinisaš, so nas radosti da spodeliš, bakva radost da se pameti. Bujrum kume moji rodnini, spremaj ime za ćerkata. Site nije da nas zdravi mek, za naše čedo da čestita. Со песната Внуче Мило ни се роди на многу поштованата внука Джеси со Рис Берет. Му ја честитаме новородената ќерка Хайли Райс. Воедно и на мала ти посакуваме брзо растање и весело детство со сите незини блиски и сакани. Овие честитки убави се испратени од пребабата Грозда, дедо Киро и вујковците Џајми и Хајден, сите драгарски. Ajde kuće pogugaj, srce na dedo razigraj, lice na baba pogledaj, raskini milo pobrzaj. Ajde kuće pogugaj, srce na dedo razigraj, lice na baba pogledaj, raskini milo pobrzaj. Kuće na dedo angelče, radosna baba grudlavče, srećana tato golema, ljubovna mama beskrajna. Ključe na dedo angelče, radosna baba grudlavče, srećana tato golema, ljubovna mama beskrajna. Kreni me dedo, kreni me, zemlji me babo, zemlji me, nasmetka kevi podaram, život od kevi produžam. Kreni me dedo, kreni me, zemlji me babo, zemlji me, nasmetka kevi podaram, život od kevi produžam. Kuće na dedo, angelče, radosna baba grudlavče, srećana tato golema, ljubovna mama bez
dulavče, srećana tato golema, ljubovna mama beskrajna, vnučena dedo angelče, radosna baba dulavče, srećana tato golema, ljubovna mama beskrajna. Со песната Внуче наше. Многу поздрави до Джеси и Рис и на двајцата му честитаме новородената ќерка Хайли Райс да е здрава и жива, да расти со напредок во незината иднина. Среќно и весело детство. На дедото Давид, баба Роза, очекуваната радост со внуката и за Мичел и Ели да си дочекаат ваква радост. На пребабата Грозда, дедо Кире, војковците Хајли и Хајден, очекуваната радост. Овие убави сакани желби се од Тоде, Нада, Пеце, Драгарски. Во придужба на Диме, Софи и Џајкоп Стојчевски, исто и фамилијата на Ристо Мери и Рикардо Пројчевски. Za nas mnogo radose, ni se rodi vnuče milo, ajde da proslavi me, ajde si te na oro, neka vide veselo, neka večer pesni naši se dose celo. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino, sreća si na tato, sreća gole, sitina mama, ljubav beskrajna. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino, sreća sina tato, sreća golema, ljubav sitina mama, ljubav beskrajna. Pesna da zapete, so naše vnuče milo napred da zaigrame. Ajde si te na oro, neka vide veselo, neka večer pesni naši se dose celo. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino, sreća si na tato, sreća gole, sitina mama, ljubav beskrajna. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino, sreća sina tato, sreća golema, ljubav sitina mama, ljubav beskrajna. Beskrajna, vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino, sreća sina tato, sreća golema, ljubav sitina mama, ljubav beskrajna.
od život brzo si zaminova, kade odi tam ne vodi se potrošova. Skoro sme vo drugo vreme, brak na vrata je, mojte drugari se srekni se oženile. More ludo momče mlado ne zaboravaj, jaske bidam pokraj tebe, daj mi prsten daj. Desna raka ke ti bidam vojdnina ta, mnogo srekna ke ni bide familija ta. Ljubov ta je sila mog, ne čuva deninog, koga milost ima me, srećno ke žive me. Ljubov ta je sila mog, ne čuva deninog, koga milost ima me, srećno ke žive me. Koga desna raka davaš, jaske da dam se, zemi prsten da se znaje ke se zemi me. So tebe jaske ja delam sudbina ta, srekna zvezda da ne vodi moj dnina ta. Majka, tatko moji tvoji ke se radovat, koga vnučinjavo kukja Bog ke darovat. Mila majka ke im bidam na dečinjata, srekni veseli ke rastat angelčinjata. Ljubov ta je sila mog, ne čuva deninog, koga milost ima me, srećno ke žive me. Ljubov ta je sila mog, ne čuva deninog, koga milost ima me, srećno ke žive me. Ljubov ta je sila mog, ne čuva deninog, koga milost ima me, srećno ke žive me. Ljubov ta je sila mog, ne čuva deninog, koga milost ima me, srećno ke žive me. Magla ništo ne gledam, koja kal drma, ne
si otvara. Ukasneni večni vekovi,
Почитувани слушатели, да ги проследиме уште еднаш неколку од соопштенијата. Управата на пензионерското друштво Гоце Делчев од Њукастел организираат ручек во нашиот македонски културен центар и тоа во сабота на 2 ноември со почеток во 10 сатот сабајлето. За овој убав ручек поканети се две друштва пензионерски од Сиднеј. Методија Антоновченто од Кабрамата и Јордан Пиперката од Феафилд. Цената за овој ручек е $20 по лице со богат ручек. За карти јавете се кај Јове Новачевски на 0424 373893, кај Коле Стојчевски на 0414 501831 и кај Живко Мицевски на 0413 310268. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649 и полните да ги донесите кај Борис во сабота на 16 и недела на 17 ноември. Да проследиме нешто за здравието. Колку пати сте слушнале дека газираните сокови се штетни? Сигурно безброј пати, но што вистината се случува во вашето тело кога пиете само газирани пијалоци. Пред неколку денови излезе видео во кое на многу сликовит начин е прикажано колку газираните сокови се штетни. Веќе со првата голтка на еродија, забната глек, така што бактериите брзо се собират и со текот на времето се создава кариес. Но тоа е само почеток. Во само една лименка газиран напиток се наоѓа 46 грама шеќер, така што рецепторите на јазикот сигнализираат чувство на сладко и испраќаат порака во мозокот, каде се наоѓа и центарот сигнализира како нешто добро и затоа бара нова доза, така се јавува зависност по благо. Само за пример, доколку неколку дена пиете газирани сокови наместо вода, тогаш во телото ќе се внесат дополнителни 5432 грама калории со целата храна која редовно ја конзумирате секако. Разликата ќе се почувствува и на вагата, па не и ни чудно што токму газираните сокови со еден од главните виновници за дебелината во САД, Америка. Големото количество шеќер е опасно за нормалната работа на организмот и може да дојде до нарушување на работата на инсулинот, што доведува до диабетис. Газираните сокови го забрзуваат и старењето, ако не сте знаеле, нивната штетност се проведува со пушење, наркотични средства. Брзата храна не само што дебелее, туку и заглупавува. Доколку решавате крстозборки и судоки и гледате квизови, надевајќи се дека ќе научите нешто ново, важно е да знаете дека секоја чоколадо или чипс што ќе го изедете при тоа може да го уништи вашиот труд. Студијата на група истражувачи од Универзитетот на Орегон, објавена во списанието Neuroscience, покажува дека храната богата со масти и шеќери може негативно да влијае на когнитивна флексибилност и на способност на луѓето за прилагодување на промените. Студијата е изработена врз основа на издржување спроведено со лабораториски глувци кои конзумирале храна со различни размери на масти и шеќери, а потоа морале да минат низ тестови за нивните ментални и физички функции. Истражувачите посветиле посебно внимание на бактериите кои се наоѓаат во системот за варење на глувците од секоја контролна група. Бактериите може да испуштат состојка кои делуваат како неурототрансмитери и да ги стимулираат нервите или имунолошкиот систем и со тоа влијае на база биолошки функции, појасни Кети Магнусон, професорка на Факултетот за ветеринарска медицина и раководител на истражувачкиот тим на Институтот Линус Паулинг. За 4 дена менталните и физичките способности на глувците кои конзумирале храна со високи масти и шеќер почнале да опаѓаат, особено кога би се промениле една или повеќе варијабили. Како најважен фактор кој влијае на намалување на мозочните функции се идентификувани бактериите во системот за варење.
На децата треба да им се дозволи да ја истражуваат храната, но стручните лица предупредуваат дека намирници кои треба да се избегнуваат додека бебето не наполни барем 1 година. Медот треба да се избегнува затоа што може да развие бутулизам. Бутулизмот е ретка, но сериозна болест предизвикана од анаеробната бактерија која произведува токсини, а последиците за бебињата помали се од 1 година може да бидат сериозни. Овој производ може да предизвика сериозни алергиски реакции. Освен алергии, путерот од кикирики е опасен и затоа што е густ и леплив, па може да предизвика задушување. Бебињата не треба да јадат солена храна. Бубрезите на едногодишното дете не се доволно развиени за да се справат со големи количини на нутриум, па затоа солта треба да се избегнува. Грозјето е корисно за бебината, но откако ќе подпораснат малку, дури и ако е зрното се исече на половина, тоа представува ризик за бебето, оти може да доведе до задушување. Ова важи и за сувото грозје. Едноставно, ова овошје треба да се избегнува. Бомбоните и лижавчињата, детето треба да ги добие тогаш ќе може веќе само да ги четка забите. Секој бебе сака чоколадо, но чоколадото содржи кофеин, како и млеко, што е тешко за децата под 1 година да го сварат. Како и грозјето, големите и тврди сурови моркови се голем ризик од задушување кај малите деца. Најбезбеден начин за консумирање морков е кога тој е варен. Иако се крцкави, вкусни и донекаде и здрави за јадење, пукнатите сепак се сериозен ризик од задушување. Пуканките. Никогаш не сме да им се дават пуканки на деца под 1 година. Нешто за економијата. Во Македонија, трошоците на животот во месец септември годинава во споредба со септември лани бележат порас од 0,3%, а индексот на цените на мало бележи намалување од 0,7%. Објави Државниот завод за статистика. Според податоците на Државниот завод за статистика, трошоците на животот во септември годинава во однос на претходниот месец бележат намалување од 6%, а цените на мало од 1,4%. Намалување на индексите на трошоците на животот во септември 2019 година во споредба со претходниот месец е забележано кај свежиот и разладениот зеленчук, освен компирот и другите коренести плодови за 3,9%. Свежото и разладеното овошје за 2,8%, сувото овошје и јаткастите производи за 1,9%, другите прехранбени производи за 1,7%, оризот за 0,8%, брашното и другите житарици за 0,5%, млекото, маслото и маснотите за 0,3% и јајцата за 0,2%. Намалување на индексите на трошоците на животот е забележано и кај авионскиот превоз на патници за 20,2%. Туристичките пакет аранжмани за 10,5%, услугите за сместување за 6,5%, гасот за домаќинствата за 2,3%, домашните миленици и сродни производи за 1,2%, течните горива и мазива како дел од опремата за сопствени сообраќајни средства, игрите, играчките и хобијата за 1,1%, цврстите горива за домаќинства, опремата за спорт и кампирање во природа за 0,9%, конфекцијата за 0,7%, дисковите, касетите, дискетите, CD-ромовите, филмовите за 0,6%, средствата за чистење и одржување на станот, другите печатни материјали за 0,5%, книгите за 0,4%, малите електрични апарати за домаќинствата, другите лични предмети за 0,3%.
текстилот за домаќинствата, автомобилите, другите услуги не споменати на друго место за 0,2%. Пораст на индексот на трошоците на животот во септември 2019 година во споредба со претходниот месец е забележен кај сирењето и урдата за 0,3%, свежата и ладена риба за 0,6%, другите пекарски производи за 0,5%, месото за 0,4% и јогуртот за 0,3%. Нешто да спортот. Македонската репрезентација ги започна подготовките за дуелите против Словенија и Полска. Со пладневната прозивка, а вечерва и првиот тренинг, македонската фудбалска репрезентација ги започна подготовките за дуелите против Словенија и Полска. На брифингот со медиумите, селекторот Игор Ангеловски истакна дека верува во фудбалерите и се надева на победа пред се во дуелот против Словенија во Скопје. Иако во тимот ќе недостасуваат повредениот Енис Барди, како и Ергос Бејтуали, поради суспенсии. Вака е дека имаме одредени проблеми со составен поради повредите на делот стандардните репрезентативци, но секако нема жалење околу тоа. Знам дека сите кои ќе настапат ќе го дадат максимумот за да дојдеме до победа против Словенија, која потоа ќе ни даде дополнителен мотив за гостинскиот натпор во Полска, истакна Ангелевски, додавајќи дека без разлика на проблемите нема да се менува ништо што се однесува до притисокот во играта, односно Ангелевски ќе инсистира Македонија да игра на гол повеќе од противникот. Со селекторот се согласува и Стеван Ристовски, кој поради повреда ги пропушти претходните два дуели со Израел и Летонија, но дека сега фудбалерот на Спортинг Лисабон е подготвен максимално да го даде својот придонес. Вечерва репрезентацијата ќе го обработи првиот тренинг на националната арена Тодор Проевски, каде впрочем во четврток ќе гостуваат словенците. 3 дена подоцна следува гостувањето во Варшава кај лидерот на нашата група Полска. Откако го победија Кажахстан пред 4 дена и тоа убедливо со 4:1, попладнево женската фудбалска репрезентација на Македонија беше исто така убедливо поразена од Србија. Во надпревар од групата Г, кој се одигра во Скопје, нашите фудбалерки загубија од србинките со 0. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. This is Peter